Popodne bi razmisluvali za predrasudite. Što se to predrasudi и сомневање? Овие две особини ние ги ставаме во групата на негативни особини кои човекот ги има, да видиме што ни кажува науката, односно човекот, а ќе видиме и од библиска страна за некои Божји луѓе кои исто така имале предрасуди и сомневања во својот живот. Ако отидете да побарате во разни речници што значи предрасуда, еве како е дефинират. Предрасуда најчесто се однесува на претходно стекнати, обично непожелни судови насочени кон луѓето или личноста поради полот, например, обштествена класа, возраст, религија, сексуалност, етничка припадност, јазик, националност и други карактеристики. Понатаму, друга дефиниција вели предрасудите се еден вид брзи и најчесто какви мисли? Погрешни или предпоставки што не спречуваат вистински да ја запознаеме личноста на која имаме предрасуди. Например, прв пат ја Петар го видов пред колку години, Петар? Повеќе, има може 7-8 години, кога се видовме во Охрид, кога се запознавме. Повеќе. Да, повеќе. Тука сме ние 12 години. Јас слушнав за него. Ми кажа Миланче, на кој начин нели сте се запознале, меѓутоа, може би имав една слика за него изградена, таква или онаква, но кога го видов, кога се запознавме, веќе сите тие предрасуди, сомневање, паѓат во вода. Значи, може предрасудата и понекогаш и добра до некој чекор, за да имаме еден механизам на одбранбен механизам, да не се залетаме со некого или со некоја особа што доволно не ја познаваме. Но често пати таа предрасуда може да биде и камен на сплеткување. Еве еден банален пример да видиме што значи предрасудата и колку е опасна. Петар доаѓал на училиште, дете, тоа било со разни чорапи. Едната чорапа била кафеава, другата бела. Лина го гледа и кажува сега на Мила дека Петар е глупав, дека не знае како да облече чорапи и му се смеат сите во класот. А Игор, третата личност, вели Петар е сиромашен и нема ни две исти чорапи. Повторно, предрасуда. А еве сега вистината, нова приказна. Зошто Петар носил такви различити чорапи? Петар имал помало братче со која делеле собата и бидејќи станувал рано наутро, не сакал да го разбуди братчето и не сакал да го вклучи светлото. Меѓутоа во мракот тој ги допрел првите две чорапи и ги обул. Вистината ни покажува дека Петар е грижлив, внимателен, кој го сака својот брат. Тој е добро дете, кој само било внимателно, а не глупаво, како што веќе неговите другарчиња го прогласиле. Ниту сиромашен и никако не треба да се исмејава. Гледате што значи предрасудата. Значи, создават слика врз основа што тие си формирале во својот ум, а не ја знаат правата вистина зошто ова момче имало такви различити чорапи. И сега овде назначуваат кој е ефектот од тие предрасуди. Што мислите ако Петар тоа го слушнал, дека тие му се исмејуват? Тоа дете ќе се повлече, ќе создаде еден механизам одбранбен, нема да се игра со другарчињата, ќе го подценуваат и така натаму. Значи, многу опасно ако ние пред време создадеме некои предрасуди. А што е тоа сомневање? Еве речникот Вујаклија, го знаете оној дебел речник за странски зборови, таму вели дека сомнежот е најчиста форма на мазохизам. Тоа е уживање во страдање, физичко или душевно. Сомнежот или скептицизмот е состојба на нецелесна вера или доверба во некого или во нешто. Гледате, двете особини и предрасудите, значи сомневањето, може да бидат опасни во нашиот живот ако подолго се занимаваме со такви негативни особини. Ево што еден пример. Еден дневен весник во Сан Франциско во 1993 година пренела една информација дека една фирма во Калифорнија примила пакет преко експрес пошта. Тие брзи пошти и овде ги има, значи пакет добива таа фирма преко експрес пошта,
Непозната содржина имало внатре, била замотана таа кутија, таа картонска кутија, и на таа кутија пишувало фирма на некоја која произведува овош. Значи, таа фирма добива друга фирма пакет со непозната содржина, однадвор залепени слики на компанија за овош. Кога го примиле тој пакет во фирмата, работниците се посумневале, бидејќи само пред неколку денови полицијата во Нью Йорк открила терористичка бомба. И затоа сега фирмата случајот го пријавиле или го пријавила во полиција, 400 работници од фирмата били истерани надвор. Ради безбедност мора да ги напуштат просториите, односно били евакуирани од зградата. Дошла полиција против бомбашка екипа, наскоро стигнала на лице место. И пакетот бил неутрализиран со мал топ. Значи го пукале од далечина да го разнеле неговата содржина во воздух. И кога полицијата се приближила сега до пакетот кој веќе разнесен бил, да видат што имало внатре, внатре немало никаков експлозив. Внатре во пакетот се наоѓале $24,000, спакувани во новчаници од по $20. И при самото неутрализирање, $1,000 биле упропастени, кои се наоѓале во овој пакет. Гледате што значи сомневање и предрасуди. Ние живееме, браќа и сестри, навистина во еден свет каде што има многу подвали и мора да бидеме внимателни. Мора ни продават на интернет, читам некои приклонија, како се викат, пошти нарачка, електронски пошти, нарачал панталони, а то биват детски панталони, му пратиле. Значи, дали е грешка и што ти ја знам. Значи, има такви подвали, би рекле, во овој свет и мора да внимаваме. Тешко е на секого да му веруваме. Често пати, знаете она изрека што луѓето ја велат? Еднаш се испеков и повеќе не. Повторно нема да погрешам. Зошто? Зошто веќе некој му подвалил нешто и сега се создава сомневање. И затоа денеска, кога ние проповедаме, кога делиме литература, кога им подаруваме книги, луѓето, неодамна кога бевме, имавме цела редица Библија, вели таа, дали е вистинската Библија? Од каде сега во умот на тие луѓе прашува дали е вистинска Библија? Па и не сум видел лажни Библии дека има. Меѓутоа, луѓето се веќе престрашени, во смисол уплашени се, зашто им се подвалува се и се што и вели дали е таа оригиналната Библија? Од кое друштво сте вие? Знаете, луѓето тие се вообичајни прашања, која е таа книжара, кој стои позади вас? Од каде сега вели пари сте нашли да давате книги бесплатно? Сега и тоа им е чудно на луѓето, зошто подаруваме книги. Во ред имат луѓето право да прашат. Меѓутоа, браќи и сестри, денеска во овој свет во кој живееме, како да е во мода, луѓето се повеќе да се сомневат. Во нашиот бележник, може да кажеме, или во нашиот нотес, има се помалку и помалку доверливи личности. Довербата е можеби на ниски гранки, а повеќе треба да бидеме опрезни и, би рекол, резервирани. Во нашиот свет во кој живееме се повеќе, како што реков, се сомневаме. Се преиспитува. 2 пати, 3 пати ќе преиспитаме, за да не бидеме прелажени. Ајде да си предпоставиме, кога прв пат ќе сретнеме човек, дали имаме позитивно или негативно мислење? Како ви реагирате? Или имате резерва? Кога прв пат ќе се поздравите со некоја личност? Секако најпрвин, таа личност во нашите очи е негативна. Барем според некоја статистика, значи се поставува нека негативност, зашто не знаеш како ќе изреагира, не знаеш со кого имаш работа. А потоа со времето, кога ќе се здружиме, кога ќе разговараме, се појавува она позитивна енергија во нашиот ум. Секако има и средби кога вистински почнуваме со позитивни работи, а негативноста останува на страна. Ајде на почетокот да прочитаме библиски текст во Матеј 21:21, да видиме што овде Исус кажува во една своја изјава во 21 глава 21 стих.
вака текстот гласи. Исус одговори и рече: вистина ви велам, ако имате вера и не се посомневате, гледате овде сомнежот доаѓа во предвид. Исус ги потикнува луѓето дека има сомнеж. Ке направите не само тоа што и се случи на смоквата, туку ако и речете на оваа гора, дигни се од тука и фрли се во морето, ќе биде. Кога ова Исус го кажал? Кога? Ако читате неколку текстови пред тоа, ќе видите дека овде станува збор за проколнување на смоквата. Чудо, овде имаме смока во двор, знаете. И сега замислите некој од нас да дојде и да бара плодови, а плодови нема, и веднаш да ја проколниме смоквата и да се исуши. Овде Исус не става сега акцент на исушената смоква, туку става акцент на што? На верата. А луѓето гледаат, претежно ние се задржуваме на последниот текст кај што вели за гората. Тука очите ни одаат. Верата како останува по страна и сомнежот. Туку ние велиме на вистина ли дека ако јас сега и кажам на планината Пелистер да се фрли или да се симне доле во Пелагонија. Што мислите тоа да се случи буквално? Па тоа би било хаварија. Па тоа би било проблем. Па таму има вештачко езеро, Стрежево, па би се направил катастрофа за луѓето. Значи не станува збор за вистинско преместување, што не значи дека Бог тоа не може да го направи. Меѓутоа овде Матеј става акцент на верата, а не на сомнежот. Често пати ние се држиме за сомнежот повеќе. Зарем е можно сега, ако јас се помолам и навистина оваа гора да се фрли во морето и така натаму. Исус сака да каже, кога би имале таква вера, Бог и гората може во морето да ја фрли, ако има потреба. Меѓутоа станува збор за мојата гора, за мојот сомнеж во мојот ум и во твојот. Значи, самата помисла на планината и морето како да го заокупират нашето внимание, па не можеме да ја видиме главната порака, а пораката е дали веруваме. Тука Исус става на акцент, значи дали ние веруваме во нашиот живот. Условот е да не се сомневаме. Ако имаме вера, навистина, колкава вера? Таму е како синапово зрно. Ете синаповото зрно, тоа е како семе од зелка. Не може да го видат постарите, толку е ситно. Меѓутоа, сомневањето, браќа и сестри, е како опозиција на нашата вера. Значи, постојано не клюка, постојано не напаѓа. И ако неме ние чврста вера, сомнежот ќе преовладува, на жалост, во нашиот живот. Грчкиот збор диакрино е збор кој се преведува со сомневање. Но ова зборче има и друго значење. Може да кажеме дека низиното непосредно значење е темелно раздвојување. Тоа е, значи, буквално зборот диакрино. Повлекување од некого или дури да се происпитуваш. Низиното фигуративно значење допера и до глаголот дискриминација или развлекување. Ете колку е длабок и широк тој збор диакрино, што значи сомневање. Во Библијата, сега нема да ги читам сите текстови ради времето, но ќе ги спомнам само во кои книги се наоѓа, зборот диакрино или сомневање се преведува на разни начини. Прво, Дела 11.2, таму вели да се препираш со некого, да правиш разлика, Дела 15.9, да одбираш, 1 Коринтјаните 11.29, да судиш, 1 Коринтјаните 14.29, сомневање, Јаков вели кој се сомнева во 1 глава 6 стих и така натаму. Значи, гледате, браќа и сестри, дека овој збор се преведува со цела палета на глаголи кои не се самите по себе негативни, ниту позитивни, освен некои. Сомневањето понекогаш е глагол со кој ние се браниме. Дали е така? Што знам? Ке видам? Значи, сомнежот доаѓа зашто нееме чиста слика, нееме бистра слика, дали за таа личност, дали за некоја работа, дали некој ти нуди ова или она. Значи, понекогаш сомневањето е глагол со кој се браниме од лагата. И се спротивуваме, значи, со позитивен глагол. Проблемот не во зборовите, туку примената како ние тоа го применуваме во нашиот и кој критериум имаме во нашиот живот. Рековме веќе на почетокот дека мора да се браниме. Во овој свет има многу подвали.
ти нудат оригинален часовник и вели Seiko пишува. Меѓутоа може би го купили од Битпазар од Скопје. Ти сега како ќе провериш дека тој сат е вистински? Значи, има многу подвали и мора да бидеме внимателни. И затоа, јас ги разбирам луѓето во овој свет кога ние им нудиме духовна храна, велиме Библијата, разни книги, со резерва. Зашто се и се што има на пазар. И мора да бидеме многу, многу внимателни. Но сепак, браќи и сестри, не смееме да дозволиме на ѓавол да го вметне тоа сомневање во нас и постојано ние да сме окупирани со предрасуди и сомневања. Знаете, ќе се истрошиме. Ако ние постојано за секоја работа вршиме анализа, се сомневаме. Се сомневаме и тоа ќе не дотолчи. Не ќе бидеме позитивни во нашиот карактер. Постојано ќе имаме некој сомнеш и некои предрасуди. Еве да си припомнеме за една прилика во Новиот Завет, во Дела на апостолите, да го видиме апостол Петар и Павле, односно за Петар овде ќе стане збор, во Дела на апостолите 10 глава. Петар бил интересен човек, и добар човек, брз човек, меѓутоа имал и тој предрасуди, и тој имал сомнеш. Овде во 10 глава, од 70 стих, па читаме понатаму. Вака вели текстот, 70-тиот. И додека Петар беше во недоумение. Што значи тоа недоумение? Во себе. Не бил сигурен. Не бил сигурен во себе. Што би можело да значи видението? Претходно не читав, имал видение. Знаете, оној чаршафот, што паднал, односно што се спуштил во сон, го држат четворица и се врзано на четирите страни, се пушта пред него, тој гледа разни животни внатри, не може да се дојде кај себе си. Вели, беше во недоумение. Што би можело да биде тоа видение? Што го виде? Ете, луѓето испратени од Корнелија. Додека тој размислил на креветот, буде наутро, доаѓат наврата и тропат, некои звонат. Испратени, вели, од Корнелија, откако се распраша за Симоновата куќа, застана пред вратата и праша. Дали е тука на гости Симон, наречен Петар? Читаме до 20 стих. И додека Петар уште размислува, значи се уште се расонувал, се уште го бистрел тој сон, тие животни ги гледал и сакал да го протумачи сонот, еве, некои вели, те бараат, духот му рече, еве те бараат тројца мажи, туку стани, слези и оди со нив, не размислувајки, зашто јас ги пратив. Кој му прозборил на Петар? Бог, преку Светиот Дух. Сака да му каже, Петар, не се сомневај, немој сега да имаш предрасуди, немој сега да создаваш филмови, бидејќи тие луѓе се представиле во чие име? Во име на Корнелија. А кој бил Корнелија? Може би Петар се прашувал, што сака тој Корнелија сега од мене? Петар знаел дека Корнелија е римљанин, дека е римјанин и дека е добар човек. Но сепак, од нив имаме проблеми. Тие окупираа нашата држава. Тие окупираа тука со војска. И на кого му направиле римјаните нешто добро? Тоа се луѓе од корист. Гледате како може да се развлече таа мисла, тоа име Корнелија, кога дошле претениците тројца и го побарале Петар да отиде, зашто има повик. Браќи и сестри, можел лесно Петар да се изговори и да има предрасуди, сомневајќи се кон лицето кое барало помош од него. 20 стих, еве што или туку стани, духот му вели стани, слези и оди со нив. Немој многу да размислуваш, немој да се сомневаш, немој да имаш предрасуди, зашто јас ги испратив. Очигледно и самиот Петар, како и ние понекогаш, имал проблеми со предрасудите. Сосема е природно секој од нас да го има овој проблем, но како што реков, не смееме почесто и често пати тој проблем на предрасуди да се појавува во нашата мисла за се и се што. Но Бог му вели, немој Петар да се оптеретуваш, немој да судиш однапред, не се живе од предрасудите. Ослободи се од предрасудите со други зборови. И сега во Римјаните Павле ќе ги запише следниве зборови 14:4. Значи, послание до Римјаните 14:4 вака вели: Кој си ти за да му судиш на тој слуг, на туг слуга?
тој стои или паѓа пред својот господар, а ќе стои зашто Господ е силен да го постави да стои. Бог не повикува, браќа и сестри, да имаме целосна доверба најпрво во Бога, во Него да имаме целосна доверба. Реков, денеска е популарно да се сомнева во се и се што. Да, треба да бидеме внимателни, зашто има подвали. Кога работевме во Битола, уште во првиот мандат, кога беше Југославија се уште, тука беше веќе 1991 година, дојда некој од Хрватска, дали беше жена или маж, или двајца бија маж и жена, ја најдо нашата црква на Ленинова 37, тогашна улица, и доаѓа, ја им отварам, и вели, ние сме адвентисти од Хрватска. Имаме проблем, немаме пари, ако може да ни позајмите, зашто тогаш одеше возот, Битола, Љубљана одеше. И ми спомнаа имиња на колеги, на проповедници, кои ја ги знам. И сега се прашуваме што да правиме. Сепак, јас велики ги пратам преко, сега да не спомнам имиња кои сега се покојни тие колеги, и му дадовме. И никош не ги вратија парите. И други се представува така. Го знам Томе, го знам Петар, ако сакаш да ми познаем. Знаете, луѓе може да најдат имиња, на интернет може да се најдат сичи имиња. Ние не се посомневавме. Иако малце во подсвеста може би дај толку колку што може да ги прежалиш. Имаш еден таму комшија кај нас, он даваше на позајмица толку колку што може да ги прежали. Нема ти даде он 1000 евра, 2000. Ки ти даде толку за да може да ги прежали. Значи, се појавува тој сомнеш. Не ги знам луѓето, прв пат ги гледам. Се представува дека се адвентисти и така натаму. Но, сепак треба да има некоја резерва. Живееме сега во свет кај што се повеќе и повеќе има подвали. Кај што се повеќе и повеќе луѓе ти ги злоупотребуваат добрите луѓе, условно кажано. Но Бог ни дал разум и треба да знаеме, да процениме во дадениот момент. Но, еве, да превршиме со еден пример, кој ќе ни покаже колку е опасна предрасудата или сомнежот. Во една зимска ноќ се сретнале 7 луѓе. Еве, замислите, 7 луѓе, зимска ноќ, ладно е, студено е надвор. Сите од прилика се сретнале во исто време, на исто место, поред еден логорски оган, кој фино горел. Сите 7 луѓе биле изгубени. Тука се нашле покрај тој логор, далеко од селата, од градовите, тамо некаде во некој подножје. Тука биле сите се нашле, не знам на кој начин, меѓутоа се нашле покрај оганот, им било убаво, се грееле, но полека оганот изгаснал. Немало повеќе дрва што може да го наложат за да преживеат ноќта до утрешното утро. Имало потера по нив, но потерата требало да стаса тек наутро. Значи, цела ноќ морале да преживеат сите 7 тука покрај оганот. Меѓутоа, како што реков, оганот полека изгорувал, немале дрва, но сите во своите раце имале по еден стап. По еден стап, тука се грееле и оганот полека стимнувал. Знаеле дека морат оганот да го одржуваат. Одржувајќи го оганот, ќе останат во живот. Единствен огрев кој го имале биле стаповите кои се ногеле во нивните раце. Но бил проблем. Кој прв ќе го стави стапот во оганот? Од тие 7. Првото лице бил еден сиромашен човек кој ги мразел од дното на срцето богаташите. И тој да го стави својот стап за да ги грее богатите, нема шанси. Го одложил својот стап, односно го држал чврсто во своите раце. Ги гледал пред себе сите тие 6 добро облечени, различити фаци гледал пред себе и донел одлука дека тој нема да го стави својот стап. Спроти сиромавиот стоел богатиот, кој го посматал пред себе сиромавиот, размислувајќи дека тој сиромав цел живот поминал под ценка, неспособен да се купи нормален зимски капут, тресејќи се од студ во својата джинс јакна.
И сега тој богаташ би требал да го стави својот стап во оганот, за да го гре овој сиромашен, нема шанси. И тој рекол, мојот стап нема да оди. Па тие се лениви, тие никош не запнеле, никош не се испотеле да работат. Така во својот ум размислувал богаташот. И тој рекол, мојот стап нема да оди во оган. Третото лице кој се наоѓал во кругот на овие седумина бил еден црнец кој од дното на својата душа ги мразел белците. Доста веќе малтретирање, подценување од страна на белците си мислел човекот во умот. До сега морал да поднесувам, но сега повеќе не може да издржам. Не, неговиот стап нема да ги грее белците, кои биле непријателски настроени кон црнците. И тој решил да не го стави својот стап. Петата личност бил еден побожен христијанин, кој не можел да разбере како човекот кој стоел спроти него има две обетки, едно на увото, а едно на носот. Тој не можел да ги свате таквите луѓе кои и на раката имал голема тетоважа. Христијанинот не можел тоа да го свари ни подразно. Таква особа тој си мислил никогаш нема да стане христијанин. Додека една таква накарадна личност е во моето друштво, мојот стап нема да биде ставен во оганот. Не, мојот стап ќе остане на страна. И тој решил да го одложи стапот и не дозволил да неговиот стап биде ставен во оганот, за да го продолжи оганот, за да им биде топло, за да може да ја преживеат таа зимска ноќ. Шестата личност бил Хипик. Знаете кои се хипиците? Хипик, тоа се млади деца кои долги коси, не се така бањат, не се чешлат, се испокинато, тие се народни луѓе. Тој го гледа пред себе нормалниот под наводници и си мислел, па што тие хипиците придонеле за општеството, за светскиот? Ништо. Ништо не придонеле. И така, и тој решил да не го стави стапот во оганот. Задниот човек во таа група бил многу скржав, седмиот човек. Тој бил модерен човек, деловен човек, но се знае кај тие. Тој дава толку колку што може да добие. И тој решил, нема мојот стап доди во оганот. Ред си е ред. Колку давам, дупло треба да добијам. Тој не им верува на другите, бидејќи може да го излажат. И неговиот стап нема да оди во оганот. Најпосле, браќа и сестри, осамнало утрото. Поред пепелта на оганот лежеле смрзнати 7 луѓе, кои чврсто ги држиле паднати стаповите во своите раце. Кога би можеле и кога би одлучили да ги стават стаповите во оганот, сигурно би преживеале. Кога дошле спасителите наутро, се чуделе зошто ги имале стаповите во своји раце, до некаде можеле да го продолжат оганот, да се стоплат, да се греат и би останале секако во живот. Што мислите, од што умреле овие луѓе? Од зимската ноќ? Не. Тие умреле не од студената зимска ноќ, туку од студените предрасуди на нивните срца. Тие толку се вткаеле во тие предрасуди своји во сомнежи, што не дозволиле телото да се избори за да преживеат. И сите кои виделе, се чуделе, имат стапови во рацете и не го направиле тој чекор да ги стават во оганот. Браќи и сестри, сите ние ги држиме нашите стапови во нашите раце. А кои се тие стапови? Тоа сме ние, јас и ти. Да би го дочекале новото утро, Христовото доаѓање, потребно е во оганот да ја ставиме нашата вера, да ја ставиме нашата доверба, еден кон друг, да имаме целосна доверба, за да обстанеме во тој духовен живот. Да ние се спасуваме единично, поединачно, но ние сме во оваа маратонска трка, ја трчеме сите. Секако сами треба да издржиме до крај. Но нашите предрасуди за другите, нашите проценки, нашиот негативен однос кон ближните, нашето самозадоволство, тоа се опасни зимски замки за сите нас. Ајде на крај да го послушаме советот на Библијата. Дела 10,
20. Еве што каже овде текстот. Книга Дела на апостолите, 10 глава, стихот е 20. Туку стани, слези и оди со нив, не размислувајќи зашто јас ги пратив. Денеска Исус ни кажува, стани брате, стани сестро. Биди во заедница со сите, да немаме предрасуди, сомнежи, зашто може да бидат опасни и по нашиот духовен живот. Нека Господ ни помогне да ја преживееме, условно кажено, ова зимска ноќ. И кога Исус ќе дојде, ќе биде пролет, ќе биде топло, ќе биде благословено за сите нас, за да го дочекаме живи. Потребно е да ја преживееме ова земна зимска ноќ. Господ нека ни помогне да се ослободиме од оние предрасуди и сумневања која кочат нашата вера и нашиот напредок во животот. Амин.